Љубовта е најуниверзалното нешто кој што го подигнува човештвото творество, генерално. Дали е љубов, класична љубов, маж, жена, љубов кон градот, љубов кон семејството, ljubов кон природата, се тоа само прекрасни моменти во кои што го подигнува чувството на развој во нашето секојдневие. Извини да ти кажам, јас сум верник, традицијата си ја сакам, ама некако ни беше малце страно. И каде се запишав на економски факултет. Единствено кај што можев да се запишам, не конкурира веќе за медицински факултет. Хемијата не ми беше моја предност секој пат и ради тоа не добив поени да бидам на медицински, ме запиша на стоматолошки. И сега, што е тогаш држава? Татко ми убеден дека сака да има доктор во мене. Му пишува писмо на Тито. Сериозно во кабинетот си? на Тито. Ајде. Му пишува. Меѓутоа, до тогаш вика, ти запишеш се на економски факултет, ако Тито ни помогне, ти ќе се вратиш пак на медицина. Доаѓа на полугодието одговор од кабинетот и не повикуваат на факултет овдека во Скопје на медицински да бидам запишан. Ајде, помогна Тито? Тито помогна. Сакам да кажам, имаше систем. Нова скопска приказна, овој пат ќе ни раскажува нов соговорник, ќе продолжиме да се возиме низ скопските улици, а нејзиното име и презиме е Мимуза Конеска. Добар ден. Многу ми е мила. И мене. Аеродромка дознав, ама многу поише ќе дознам се ако ќе се возиме. Така е. Те бендисува ова? Многу. Многу ме бендисува. Јас прв пат ја гледам ова кола, ама многу ми се допаѓа. Ајде, да видиме што све нуди потоа. И значи Мима, ова Мима те знаат сите или од Мимуза Мима како стана? Мима, од Мимуза стана Мима за да сум фина. Или од Мимуза пофино е Мима. И кога е во добрите е Мима, кога не е во добрите е Мимоза. Денеска како си? Денеска сум Мима. Мима? Да. Добро, така ќе те викам. Да. Каде растеш? Растев во аеродром, заедно со аеродром растев. Од прво оделение, од градинка, во делот сега што е спроти Хилтон хотелот, значи тие се зелените и плавите. Да речам најозогласеното мало во аеродром. Јас бев во зелените, само Значи си се знаеме, тоа е тоа. Да. И? Многу бав живот имавме. Значи аеродромец е аеродромец, дефинитивно. Се раѓаш и имаш некаква бунтовност затоа што си таму. Различно е по мене од сите други мала. Ти дава некаква желба за преживување, борба, докажување, а целото тоа е поддржано и од другите во малото. Значи не е таа борба како на насилство, него борба за подобар. Подобар, да. Другарки од тогаш? Другарки од тогаш многу. Цело мало другарки. Во тој дел бевме... Најдобри кои ти беа? Најдобри ми беа Лепа и Билјана Китановска. Сега сме се уште со нив другарки со Билјана. А во тоа мало, во тој ќош живеа и Јасна, Зурица Црнушија, значи многу супер девојки и многу супер машки. Джоле, Игор, Кире, значи тука немаше разделба на машки и женски, туку сите се дружевме заедно. Што си играша? Ја се сеќавам на ластик, на не знам џамија, на не знам, игравте се или не? Игравме и помашки игри, например, и поженски игри. И поженски, добро. Игравме топка, камај, џамија, криенки, се и се што. Значи во нашето мало баш се играа многу игри. Добро, ако те прашам која беше таму се случи првата љубов? Таму се случи првата детска љубов. Некој од таму од
Некој таму Некој нормално од да аеродром си се држат, се друго е надвор од аеродром, да, апсолутно да. Но многу таква за рака, таква љубов. Да, баш таква љубов, да, баш прва таква љубов, да. И сега повторно сум вратена во аеродром и покрај сите желби надворот тој дел да живеам и покрај тоа што е сега тотален хаос, тогаш беше само згради и нели делови, паркчиња за играње, сега тие делови се супер останати, а веќе аеродром стана како зградоре, да речам, меѓутоа се уште си ја задржа душата, мислам. Таква некоја урбана душа која што Урбана ја има. душа, да. Така е добро. Учеше во Карделј. Уче во Карделј. Сега Ѓурѓија Пулевски. Сега за оние кои Ѓурѓија што- Пулевски, да. Добро. И како беше? Сега ја воциравме спомени пред да тргнеме. Па мислам дека беше едно од појаките училишта во тој период и тогаш. Да. Мислам дека и сега е едно од појаките училишта. Првен што беше ново изградено, преубаво, едно од поубавите училишта во тој период, одличен кадар наставен, значи млади наставнички, успешни, што стварно не научија не само на предметите, туку и на однесување, на животни прашања, останато многу сум го сакала Карделј и многу сум сакала да бидам во тој дел. Да. А средно заврши во Јосип Брос. Средно завршив во Јосип Брос, да. Не сме се погодиле, малку си помала од мене. Не сме се погодиле, ама тие генерации тука, сега ќе правиме 30 години матура, мислам дека беа најубавите, најдобрите генерации во Јосип Брос. Јосип Брос важеше за една од најелитите. Чушкова, Каледжиева, Савка Пеева, биологија, така. Обука за животот, пак и пак, секој пат. И секој пат треба да кажеме благодарам на сите тие наставнички и професорки што не обучиле како понатаму да функционираме. Да. Значи ти го пати убавиот период на излегување во Скопје. Најубавиот период по мене, да. Кој од тие места вака ти се допаѓаше најмногу или каде киснеше по Скопје? Киснење дефинитивно во Трговски, Чао, станатите што беа поредени тука, надвор, значи дискотеки, исто хард рок и останатото, значи преубав ноќен живот. Тука имаше исто еден кафич Уна, спроти Јосип Брос. Сега Уна е Војажер. Да. И секој пат си го пикираше тогаш. Пикирав тогаш, да. И сега горниот дел кај што беа масите и седењето, е седење за мене, така да уживам секој пат во Уна. Да. Супер. Кажи ми, како стигна во македонска телевизија и да им кажеме на овие нови генерации дека не може да станеш наеднаш директор, тоа само на оние кои што некако по дефолт, односно по тато и нели им е некако дадено право. Па мислам како генерациите сега и генерациите тогаш сакавме да имаме свој буџет. Значи, иако немав некој, да речам, премногу лимитиран буџет од дома, меѓутоа сепак си сакавме некаква слобода, да можеме да прошетаме, одиме надвор, тука фино функционираме, така да сите тие работи што беа после школа, уште во средно ги фатив. Првин почнав да работам во фотостудио Јасмина. Да, како фотограф. Чека, не знаеш ништо или ништо не знаев, Добра. немав појма за фотографија, само ме привлекуваше. Мислев дека ќе идеме да сликаме уметнички фотографии или не знам што. Прво отидовме да сликаме училиште едно и Дуле од Јасмина, предобар човек стварно, ми даде јас прва да сликам, се враќаме Јасмина да ги развиеме сликите, сите како ангели го со ореоли горе, затоа што јас не знам да сликам. Ама потоа супер се научив во таа област, преубаво искуство. И супер беше тој хонорар. Супер беше тој хонорар, да. После работевме со камери и останато и на една аудиција за Звон беше, знам, се пријавив како водителка и ме примија. И? Не примија со Зурица. Која Трнушија? Да. И станавме водителки. Да, станавме водителки. Што водевте? Овие децата кога доаѓаа, така Звон, утринска програма, утринска. да, имаше некои утрински програми за деца, детски емисии, предобри стварно, и тоа се снимаа вајда во неколку
во неколку кадари, меѓутоа тогаш телевизија, не знам сега како функционира, ама тогаш функционираше буквално на сите им беше дадено до значење. Знам дека Љубе Цветановски доаѓаше и ни кажуваше како треба да се поставиме во кадар, како Уна не оплекуваше, како треба да зборуваме, да немаме трема и така натаму. Преубаво искуство. И колку време тоа беше водител? 1-2 години. Потоа на факултет се запишав на правен. Правен имаше баш многу учење. После втора година бев одличен студент. Инаку пред да се запишам на правен, имав желба да се запишам на Филмска академија. Среќа не ме примија. Зашто среќа? Па мислам дека не припаѓам таму. Што сакаш? Глумица да бидеш? Не, сакав да бидам режисер, сценограф, нешто. Сега телевизијата ти ја вродува таа љубов кон сите тие работи, апсолутно, и мислам дека еднаш кога е човек влезен во телевизија, сака, и ова сега што го работиме со агенцијата, сите тие сториња, да речам, водење на тури, останато е како некој тип на водење. И човек не треба за тоа да има страв и срам, и треба да има желба и љубов и отвореност да го работи тоа. И многу ми помогнало. Секоја една работа што сум ја работела во животов ми помогнала до ова каде што сум стигнала сега. Така. Во однос на туризмот и во однос на Скопје, нели, ако би зборувала многу повеќе можеби за други дестинации кои што се многу поекзотични, нели, и така натаму, и ги правите во агенција, но еве Скопје, што би му рекла или каде ги носиш луѓето кога ќе ти дојдат како гости во Скопје? Скопје е преубаво. Ние немаме најверојатно чувство за тоа, затоа што сме тука секој ден. Имавме една група од Дубаи, дојдени во Скопје, и луѓето се чудеа, седат на кеј, гледаат, вика, нема град во светот каде што сме биле да има река и планина во градот. Вие сте за тука на река и за 15 минути на планина, а сте во центар, беа воодушевени од Скопје. Стварно кога ќе размислиш, така е, да. Имаме неверојатна природна убавина. Сега градот со што се гуши од други работи, тоа е Сами сме си виновни за многу нешта. Сами сме си виновни, расте и останати работи. Сите метрополи во текот на постоењето го доживуваат тоа, па сега поголем дел од метрополите гледаме санкционираат движење на возила, на туристи и така натаму, затоа што нема враќање назад, се оди напред. Да. И во однос на туристите каде ги носиш? Еве на кеј, добро, ќе седнете на кафе, ќе спиете. Кеј, Кале, Крстот, Матка, прво и основно гастрономијата на Скопје. Многу им се допаѓа храната, им се допаѓаат и луѓето, иако не сме ние свесни, луѓето се многу спонтани, се многу гостолюбиви, храната е предобра, нема туриста што не го сака Скопје и што не се враќа радо. Да. Значи, не треба многу да објаснуваш, така? Не треба, само треба да дојдеш и да го почувствуваш. Ние немаме тука луксузно, еве конкретно гости во Дубај бара 5 делукс ресторани, хотели, фейс контрол, не знам, слуги, останато, тоа го немаме. Треба да се гордееме и да го промовираме тоа што го имаме. Тие природни убавини, убава храна, гостопримливост и останато, значи треба да го промовираме тоа што реално го имаме овдека. Така е, да. Пред да влеземе, ми рече дека ти се допаѓа, ајде малце околу автомобилов. Сега сериозно, нели не се слуша ова возење, така? Сериозно, јас сум возач многу време и одам многу по патишта, значи исто многу активно возам. Сериозно се изненадив од автомобилов, прво што е комфорен, второ што добро електричен автомобил не се слуша звукот, што е исто одлично. Целосно внатре супер опремен, изгледа стварно предобро, така да цела пофалба. Би сакала да го пробам на крај од возење. Важи! Супер! Така е, да. Знаеш дека може со едно полнење 489 км да поминеш? Браво. Кај би отишла ако ти дадеме, да ти го дадеме да одиш? Па со 400 и нешто километри можеме да отидеме до Белград. Да, до Белград. Така е, да. Сега се враќаме повторно во Скопје, низ скопските улици, кога ќе треба да прошаташ и онака баш да се потсетиш на детство, младост и така натаму. Кои ти се првите работи кои што сакаш да ги видиш? Веројатно секој од нас има
места кои што му се негови, нели? Не е тоа само местото на живење, домот, не знам. Прво и основно аеродром. Мгм. Значи аеродром е како град во град, апсолутно, си има се што му е потребно на секој еден човек. Кој не бил во аеродром, не знае какви паркови има во делот, да речам, постариот аеродром, преубави паркови, супер организирани. Кеот на Вардар, неприкосновена работа. Сега и многу е добро среден. Имаш време за трчање, возење велосипед? Секое едно време што го имам, го користам надвор од дома и во природа, затоа што единствено тоа го да речем го сузбива стресот и останатото што ние го имаме во текот на работа. Така да, уживам надвор. Добро, ги спомена значи аеродром, Кеот, уште нешто? Центар. Центар, секако, апсолутно центарот. Плоштад ми е феноменален дел. Од поновиве, Боемската улица е супер место на кое што често одам со пријателите и тотално е урбано и репрезентативно и за нас и за странци. Така е, да. Значи има што да видиме, така? Има што да видиме, има кај да седнеме, има што да правиме, апсолутно многу места. Секогаш кога некој е цело време во Скопје, нели се нешто ќе не му се допаѓа, нели? На секој од нас нешто нема да му се бендиса во градот, но веројатно треба да излезеш малце па повторно да се вратиш и потоа е нешто друго. Тука се пријателите, тука се роднините, тука што друго е она што зашто го сакаш Скопје, ако те прашам? Па самата вибрација, еве тоа што можеш да излезеш по улица, сам да седнеш во кафич, да сретнеш било кого, за 10-15 минути да се соберете 10 луѓе, да правите гезме у кафана, тоа надвор го нема. Треба специјално да се договориш за одредено време, во одредено место и да се сретнеш, се уште функционира така како што мислам дека би сакала да функционира и мојот живот, заради тоа и сме тука и остануваме. Така е, да. Што велат твоите деца? Што велат тие? Дали имам едно дете, се вика Ива. Дали е со онониот сите ќе си одат некако, нели? Тоа е младата ти? Сега веќе средна школа и она завршува во Јосип Брос. Се двоуми помеѓу Дубај, Hospitality факултет и тука да остане. Добро. И што и велиш? Па ништо не ја велам, треба сама да одлучи, затоа што исто ние самите како што сме одлучувале, сепак е тоа голем пресек во животот, каде што си одлучуваш во која насока ќе ти тргне животот. Не дека еве јас сум правен, па сум работела само 3 месеци правен, меѓутоа е некоја насока како ќе ти се движи животот, да. Оваа слобода, овој живот, буквално живот, оваа дружба и енергија ја нема. Може да има прелуксузни работи, може да има се на дофат, може да има 1000 можности, меѓутоа оваа слобода ја нема. Се сеќавам на кремчиња во наше време, дали се сеќаваш и ти, се сеќавам на 500 кеци 511 само во Вартекс горе, не знам дали кој можеше да си ги дозволи сега тоа, беше нели пола плата на моите родители, беше едни фармерки, сега е невозможно за овие деца да им кажам, ама така беше. И се сеќавам на монтка која што никогаш не ја добив, исто така заради тоа што ми купија наместо монтка како беше диадора, нели имаше диадора една долга никаква зелена, бев љута и не сакав ни во училиште додам. На што се сеќаваш од тој период на мода, Скопје? Па модата беше униформирана. Баш ова тишт сега што го кажуваш, немаше ваква слобода како што има децава сега, дека секој може да има собствен стил. Имаше, меѓутоа униформирано беше дека еве тоа 501 монтки, кремчиња, залижани коси, кроп топ и останато, имаше панкери, имаше останати правци, меѓутоа дека сега како што имаат опција да бидат слободни во изразувањето и да не наоѓаат на критика или чудење, не било. Апсолутно не било. Можеби јас го фатив и времето, една година, две одевме во униформи. Да, сини униформи од озгора и тоа немаше бунење и химна и се останато, што сметам дека до некаде е добро, затоа што те научува на некаков ред. Модата си беше мода, значи и тоа излегување пред чао, пред браво, пред уна и останато, како одреден тренд и сега секоја генерација си има свој вајб, свој
Сега тоа што го прават во Девармало или не знам каде, тоа сме го правеле ние во трговски центар. Така да секоја генерација си има свој места и своји насоки како си се движиме. Така е. Која ти беше македонски професорка? Македонка. Не во основно, во средно, во Јосип Брос Во Јосип Цветанка. Брос ми беше не. Не Ми беше Силвана. Да. Силвана. Да. А мене ми беше Цветанка која што често го споменуваше, ја споменуваше својата собствена љубов кон Блаже Конески. И ти имаш своја собствена љубов кон Блаже Конески. Апсолутно. Може ли да ни кажеш збор два? Блаже Конески е институција, прво и основно, и тоа кога ќе го разбереме како такво, ќе му придеме со одредена почит. Фондацијата Небрегово, на која и даваме несебична поддршка, и самата спомен куќа во Небрегово, ако појдете таму и ја почувствувате таа енергија, ќе знаете што значи Блаже Конески. Многу ми е драго што многу млади генерации баш поради одредени активности што ги прави секој од ставките од Министерството за култура до Небрегово, до Прилеп општината, до еве ние како помагател, до многу ставки што помага да живее името на Блаже Конески и да новите генерации физички почувствуваат што значи Блаже Конески. Затоа што на Каква е хартија твојата врска? Па јас сум конеска. Да, знам. Да, меѓутоа во душата сум ептен конеска. Значи, сакам да пишувам, сакам да стварам, сакам го почитувам делото на Блаже Конески апсолутно и повеќе од тоа, значи се чувствувам како дел од таа приказна. Супер, добро. Сега, зборувавме за многу нешта врзани за тебе и за твоето битисување во Скопје. Ако треба да кажеш што би направила во Скопје различно, односно, Скопје але се вика емисијава. За какво Скопје навиваш? За уште поотворено Скопје. Што значи отворено? За повеќе настани. Добро. Многу повеќе настани, затоа Тоа ти фали, значи. Тоа ми фали многу и мислам дека им фали и на луѓето. Затоа што гледаме по секој еден настан што е организиран, како е посетен, со каква желба и љубов е примен и дека желни сме за настани од секаков тип. Значи музички, спортски, за храна, туристички останато. Мислам дека имаме многу точки и многу лица, професионалци што можат да одработат многу настани. Еве и оваа конкретна емисија, срдечно ја поздравувам, затоа што ни ја враќа љубовта кон Скопје и на она што го има како можност, затоа што секој еден за викенд гледа да избега од Скопје, али многу има работи што се прават и тука во текот на викендот и на слободните денови и ние го живееме секој ден Скопје. Сега како го живееме од Сабајле со гужвите док стигнеме на работа? Што си правиш кога има гужва? Си пуштам музика и си пеам на најгласно, да, си пеам на најгласно, си пуштам музика, си пеам на најгласно, си гледам околу мене, се терам да ширам позитивна енергија и да стигнам позитивно. Некогаш ме држи, некогаш ме попушта. Зависи од денот. Денеска си нима се договоривме сега. Денеска си добра, немам гужва, се потна цела група. Значи вака можам 3 дена да си се возам и да си бидам позитивна скроз. Да. После стигаме проблем за паркинг и така натаму, меѓутоа мораме да ги гледаме убавите работи. Значи имаме возило да стигнеме до работа, имаме работа за да се паркираме и стигнеме на работа, имаме супер енергија на работа да ја одработиме она што го сакаме, така да можеме да гледаме вака или онака на секој ден што го живееме. Така е. Да. Добро, кажавме дека ја пофаливме Колова, сега сакав нешто пак да се вратиме на Скопје. Значи, да, вика Данило Куцевски. Се сеќаваш на Данило, така тој беше оној хроничар на градот. Има една скопски легенди од која што користам вакви интересни приказни негови кои што му се раскажани нему секако за да испровоцирам некаков муабет. Вика исповед на еден скопски фраер, некогаш му раскажал, вика на еднаш доаѓам на сустанок со првата женска пред ванила, сиот во цветен аранжман, накитен од глава до петици, како росен цвет што туку набран од ливада. Женската ме гледа и се смее, што си се направил ваков? Тоа е во мода, реков, не знаеш, знам, ама не сакам толку накитани типови. Каква беше твојата прва средба со ванила? Имаше ли таков некој, можеби не ваков со
Не, секој еден дел во Скопје, секој едно излегување. Јас сум помало дете во фамилија, така да имав опција да се дружам со постарите и во малото моите беа поголеми, така да секогаш мислам дека бев чекор пред овие моите од генерацијата. Сега не дека нешто таму бев главна, последна бев, ама бев главна кај овие кои ќе се вратев мали, да им раскажам. Да им раскажеш што се случувало, како било и останато, така да мене баш ми беше убаво сите тие места за излегување, сите тие опции што ги имавме за живот и многу убаво живеев. Апсолутно мислам дека. Не се сеќаваш на нига не едно такво со црвен карамфил ќе се сеќаваш? Не се сеќавам, ние аеродромци така не функциониравме. Мислам дека не функциониравме. Баш толку романтично. Се сеќаваш на Мустак? Го фатите Мустак билиард клубот? Да. Мислам дека тоа не беше излегувањето. Ја барем на тоа се сеќавам. Така? Да, значи повеќе на такви да речам спортски машко-женски дружења. Немаше друго место и немаше друга енергија од тој дел, така да функционираш, него баш беше по кошарки, значи сега знам уште го има тој Ентер, таа дупка Улисиче, во аеродром теренчиња што ги имавме, значи баш била таква нека, да речам, спортско машко-женска дружба, не толку романтично и не толку емотивно, меѓутоа баш дружба. Да. А останувавте до 5 сабајле па потоа на бурак во Чаир или не? Останувавме, ама многу подоцна, кога веќе знаевме како кај треба што треба. Кај треба што треба. Да. Добро, значи буракот го фати, така? Буракот го фатив, се живот го фатив, значи се изнаживеав апсолутно скроз, што е многу добро. Така е. Секој треба да си го живее времето во вистинското време, значи кога си дете да бидеш дете, кога си тинеџер да бидеш тинеџер, кога си нели мајка да бидеш мајка и така натаму, кога ќе си изнаживееш во право време, потоа секој ти е добро дојде едно наредно. Така е. Упа, Марко добар. Штувала. Добра, чекај сега поклонов ни падна. Стои мимо. Не се смеј, Марко. Чекај да видам. Еве вака. Може, Марча? Добро. Повелата, мима денеска. Благодарам. Ауто Македонија ти подарува, имаш тамо вино, имаш... Како што има друго? Што има, Марче, друго? Има чадар. Ти треба? Дај Боже да не ми треба, не сакам дожд. Не го сакаш Скопје со дожд? Мислам, го сакам со дожд, ама пошто имам 24/7 активности, тие што ми се активности згужвани, уште повеќе ми се згужвани со дожд. Сакам кога сум дома и кога врне и кога уживам, ама тоа е никогаш. Најди си време. Морам да најдам време. Го сакам кога е вакво, сончево, убаво, расцветано, кога мириса на цвеќиња и на убави работи, така да баш ми одговара тогаш. Супер. Фала ти, има тамо и винце. Има и вино, и се што апсолутно сега што задоволство. Да. Добра дружба. Сега одиме да се паркираме и да ти дадеме тебе можност да видиш како изгледа. Баш сакам. Важи? Да. Фала ти. И ветено сторено. Скопје але и Ауто Македонија ти даваат тест возење на овој Skywell. Леле, едва чекам. Ко војажер што сака да патува, одиме Белград. Ајде.